Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат снимам еден објект кој што не би требало да постои, еден споменик на едно злосторство, на едно минато време, кое што никако да го заборавиме и никако да научиме од него, а тоа е нацистички камп во близината на Ниш. Кампот е наречен Црвен крст. Името мислам дека го добил по железничката станица која што се наоѓа во близина, и ова е место каде што биле убивани многу луѓе, највеќе евреи, но пред се тука биле убивани бели луѓе. Значи, ова е место каде што пред се убивале белите луѓе. Кампот почнал да функционира во 1941 година, во кој што биле внесени голем број на затвореници. Точниот број на колку луѓе престојувале во овој логор не се знае, затоа што тој постоел од 1941 година до 1944 година, каде што кога се повлекувале од тука нацистите, тие ги уништиле сите докази, сите документи, па така било многу тешко да се утврди колку луѓе престојувале во овој логор и колку луѓе се убиени. Проценките за овој логор се дека тука престојувале некаде околу 30.000 луѓе во тој период од 1941 година до 1944 година и дека од 5.000 до 15.000 се убиени. За околу 3500 луѓе се утврдено дека се убиени, за другите се претпоставува затоа што, како што кажав, нацистите при своето бегство ги уништиле сите документи. Меѓутоа, бројни докази за нивното злосторство остануваат во енергијата, во земјата и секако во овие објекти и овие предмети што се останати. Па така, ни едно злосторство не може да биде скриено и не може да помине неказнето, како злосторството што случувало на ова место, во овој логор. Како што гледате, ова што го покажувам се бројни предмети, сведоштва и докази за тоа големо злосторство. Ова што го гледате е ознака со која што ги одбележувале евреите, затоа што нацистите ги сметале евреите за луѓе од понизок ранг и тие требало да бидат истребени, меѓутоа не успеале во нивната намера, иако голем број на евреи се убиени за време на Втората светска војна, а во овој логор и во многу други логори низ Европа. Освен еврејската популација, во овој логор се чувале и противници на нацистичкиот режим, членови на Ротари клубот, членови на масонската ложа и голем број на луѓе кои што во тоа време сметал режимот дека им сметаат, односно дека треба да се чуваат во овој логор. За голем дел од тие луѓе подоцна се губи траг, а нивното богатство е ограбено од нацистите. Значи, главен таргет била буржуазијата, на така наречена буржуазија, која што имала големо богатство, а на нацистите им требало тоа богатство за да финансираат својата воена машинерија, со која што пробале да ја намалат белата популација, односно да ја уништат. Значи, спротивно тоа што мислат сите, нацистите сакале да уништат белата раса, за да не постои. Меѓутоа, тие не успеале во тоа, белата раса постои, иако за сега број само 6% на овој свет. Тоа што го приметив на овие места кога доаѓам, а тоа е енергијата. Значи, се осеќа дека нешто стравично тука се догодило, се осеќа тешката енергија и на некој начин дури и тешко да се диши. Значи, самата концентрација на воздухот, на етерот е различна.
ако верувате, се осеќа неговата густина, неговата тежина. Тоа е поради страдањата кои што ги има на ова место, кои што за жал не би требало да се случат, ама ете, се случиле и ние сега сме сведоци на тие дела и на тоа што доаѓа после тие стравични дела. И ние би требало да учиме од овие приказни, од овие споменици на хоророт, да никогаш не се повтори. Меѓутоа, за жал, јас ова видео го снимам во 2025 година, каде што се случуваат уште полоши злосторства од тие што се случувале тука. Ако би можело да се квалификува злосторство по својата тежина, така да секое злосторство е ужасно, се залажуваме кога кажуваме дека некое злосторство е помало, а некое повеќе грозно. Сите се грозни, сите се ужасни. И наместо да учиме од нив, да учиме од овие приказни, ние ги повторуваме, односно ги унапредуваме, го зимаме примерот од минатото и наместо да го отфрлиме, ние го унапредуваме во ужас. Уште поголем ужас, така што сега измисливме поефикасни начини за убивање, посмртоносни борби, бомби и секако по-сурови и ладни луѓе. Мислам дека многу може да научиме од овие примери од нашето минато и да се молиме никогаш да не се повторат. Меѓутоа, сето тоа зависи само од нас, односно дали ние ќе научиме од овие лоши примери и ќе продолжиме понатаму во свет на мир, на љубов и на разбирање. Чи сепак на крај доброто, љубовта треба да победи и еднаш за секогаш да завладее тој први светски мир. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Верувајте, не беше лесно да се снима на овакво место, енергијата е премногу тешка. Меѓутоа, ете, бев во близина и се решив да отидам и да го снимам. Ви благодарам уште еднаш. Ви го посакувам секое добро и останете во мир и бидете благодарни на животот кој што го имате. Поздрав и секое добро!